Најново издание на регионалните вести. Започна изградбата на модерна пешачка патека по течењето на Вардар од Гостивар до Вруток. Патеката во должина од 10 километри се гради со пари од фондовите на Европската унија. Во близина на болницата кај малиот мост на Вардар денес започна изградбата на пешачка патека од Гостивар до изворот во селото Вруток. Патеката ќе биде долга 10 километри, а широка 2 метри. Овој проект кој го правиме на барање на граѓаните на Гостивар ќе придонесе многу за нивното здравје, рече градоначалникот Невзат Бејта на означувањето на стартот на работите. Овој проект го бара сите граѓани, пошто се работи за нивното здравје. Ќе се гради една убава патека од Гостивар до Вруток и тоа е долга патека, ќе биде должината 10 километри, ќе биде граден со стандарди. И тука нема да пешачат само тие што имат проблеми со здравјето, туку сите што немат проблеми и да не доаѓа до нивното здравствен проблем. Новата пешачка патека е дел од проектот за прекугранична соработка со косовската општина Драгаш, кој се финансира од ИПА фондовите на Европската унија. Овој проект се реализира во склоп на користење на фондовите од ИПА програма за погранична соработка. Ние имаме конкурирано со општината од Република Косово Драгаш и нашата општина и тука ќе се користат вкупно више од 280.000 евро, а во проектот за патеката ќе се трошат близу 190.000 евро. Според најавите, патеката треба да биде готова и пуштена во употреба за 2,5 месеци. Ќе има осветлување, ќе има више од 200 бандери, ќе има за одмор, сите стандарди што ги барат стандардите за патеките за пешашење на нашите граѓани. И за 75 дена ќе биде промовиран овој проект и ја ќе пешачам заедно со тие граѓани кои сакат да пешачат до Вруток и таму ќе пиеме кафе. Лани општина Гостивар преку меѓународни фондови обезбеди средства за 40 проекти во вредност од скоро 10 милиони евра. Општина Тетово започна да издава тезги под закуп во центарот на градот. Тезгите ќе се издаваат по цена од 80 денари за еден ден. Општина Тетово започна да издава тезги под закуп во централното градско подрачје, откако деновиве спроведе акција за отстранување на дивите тезгаджи. Покрај градската библиотека веќе се поставени 6 тезги, а се планира изброј вакви тезги согласно законот, да има и на градскиот плоштад. Да, продаваме. Овде со тезгите, со документи од комуна. Добре, мислиме да ќе биде добро. Што е позитивно за вас? Еве до сега продававте, сега да извинувате? Да. Позитивно дека луѓе ќе знаат кај работиме, ќе биде тоа ностоп овде тоа. Моje мислење е дека со воведување на овие тезги кои што се дозволени од општина Тетово се доведува до еден подобар углед на градот, значи личи на нешто добро и самата продажба е попривлечна за муштериите. Значи пак ја го поддржувам ова. Баш честитки до општината за ваков потек и да продолжи со ваква работа. Од Тетовската локална самоуправа вела дека тезгите ќе се издаваат по цена од 80 денари за еден ден. Планираме на ниво на цел град да поставиме вакви тезги. На тој начин ќе се слободат јавните површини низ градот, каде на импровизирани тезги и штандови се продава се и се што, велат од општина Тетово. Нападнат жител на Непроштено измамена жена од непознати лица кои се представувале како истерувачки на црни магии. Покрај овие информации во полицискиот билтен место и за неколку сообраќајни несгоди. 26 годишен жител на Непроштено вчера во село Джепчиште со нож бил нападнат од 63 годишен жител на ова село. На нападот му претходела бурна вербална расправија помеѓу двајцата, околу нивното и според едниот и според другиот проблематично однесување во сообраќајот, во кој учествувале со патнички моторни возила, Мерцедес и Форд Ескорт и се движеле еден позади друг. Расправијата наеднаш излегла од контрола, а повозрастниот од возилото зел малечок нож и му нанесол расеченица на левата подлактица, пошто други лица ги разделиле, а повредениот самиот заминал и се обратил за лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Нешто подоцна, 63 годишниот жител на Джепчиште
повикан е во полициската станица Тетово, со потврда му е одземен ножот, разговарано е со него и по целосното расчистување на сите поединости поврзани со овој случај ќе се соочи со соодветен поднесок. Од полицискиот билтен информација за несекојдневна измама. Имено 62 годишна жена ТЗ од Тетово пријавила дека вчера околу 13 часот во незиниот стан дошле две непознати женски лица и набрзо потоа ја измамиле. Тие се представиле дека се истерувачки на црни маги и побарале златен накид, наводно за да можеле успешно да ја завршат планираната сеанса. Тетовката наивно им поверувала, им донела неколку парчиња накид, прстени, синџир, лири, чија вкупна вредност ја проценува на околу 800 евра. Откако завршиле со сеансата, двете истерувачки кажале дека мора да го земат накидот со себе за да има финален ефект истерувањето на магиите и дека за 1 час ќе се врателе. Меѓутоа ниту се вратиле, ниту го донеле земениот накид. СВР Тетово информира и за сообраќајна незгода случајна на улица Видос Милески Бато пред бензинска пумпа во Тетово, кога моторцикл Априлија со тетовски регистерски таблици управуван од 33 годишниот ФД од Мала Речица загубил контрола, се излезгал на коловозот и удрил во паркирано товарно возило МАН со тетовски таблици. Од паѓањето и удирањето возачот задобил тешки телесни повреди на главата и телото, повеќе скршеници и со друго возило веднаш бил пренесен на Тетовската клиничка болница, откаде итно е префрлен и задржан на скопските клиники. По овластување најавен обвинител извршен увид и се утврдуваат сите околности поврзани со оваа сообраќајна несреќа. Првично причина е неприлагодена брзина, додека материјалната штета се проценува на 40.000 денари. Сообраќајни незгоди во текот на вчерашниот ден имало на регионалниот пат Волковија-Теново пред мостот на Вардар во Стенче, каде за среќа возачот и двајцата сопатници во возилото поминале без посериозни повреди. Извршен е увид во кој е утврдено дека причина за излетувањето е пребрзо возење, а вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. На улица 108 во Тетово пак вчера попладне околу 18 часот патничко возило Кија со тетовски таблици управувано од 24 годишниот тетовец ДД удрило во 7 годишно девојче пешак. Удреното девојче со друго возило било пренесено во тетовската болница и по укажаната помош пуштено е на домашно лекување. И последната сообраќајна несреќа од денешниот полициски билтен се случила вчера наутро околу 7 часот и 40 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Во судирот нема повредени, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Извршен е комплетен увид и се утврдуваат сите поединости во врска со несреќата. СВР Тетово со апел до граѓаните да се воздржат од пукање со оружје за време на нивните свечености, зашто пукањето е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир и глобата за ваков прекршок се движи од 200 до 500 евра. Во Полошкиот регион одскоро започнаа вообичаените семејни и други свечености кои наредниве 2 месеци значително ќе се интензивираат пред се свадбените, констатираат од СВР Тетово. Овие свечености меѓутоа неретко се проследени и со повремени нарушувања на јавниот ред и мир, предизвикани од пукање со огнено оружје или со неовластено приредување на огномети и неконтролирана употреба на пиротехнички средства. Од тие причини и со превентивна цел секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните да се воздржат од пукање со пиштоли и друг вид огнено оружје, како и од непријавено приредување огномети. Затоа што пукањето е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир и глобата за ваков прекршок се движи од 200 до 500 евра во денарска противредност. Зависно од околностите и последиците, пукањето може да представува и кривично дело предизвикување општа опасност, за кое е предвидена и затворска казна од 1 до 5 години. На граѓаните од регионот им се укажува и тоа дека огнометите навреме, односно 72 часа пред тоа, треба да се пријават во најблиските полициски одделенија или и да ги превземат потребните превентивно заштитни мерки за нивно непречено и безбедно приредување. Секторот за внатрешни работи Тетово во овој наредните летни месеци ќе продолжи и ќе ги интензивира веќе започнатите превентивни и други активности на тој план, а против сите нарушители на јавниот ред и мир ќе изготвува соодветни поднесоци. Веќе се одржани серија состаноци со сопственици на угостителски објекти во кои најчесто се организираат свадбени и други свечености, на кои сопствениците поблиску беа запознати со законските импликации доколку поединци пукаат и со можните последици од тоа. Свечено отворен четвртиот маркет на Даути Комерц во Тетово. Маркетот е со нова локација и со поголема површина.
Свечено отворен нов маркет од ланецот на маркети на Даути Комерц. Маркетот Даути Комерц 4 е со локација во близина на Тетовскиот зелен пазар и зафаќа површина од 1500 метри квадратни. Голем асортиман на производи за широка потрошувачка од домашни компании, но и производи кои ги увезува самата компанија и тоа што им се нуди на потрошувачите. Производи по достапни цени за задоволни потрошувачи е целта на компанијата Даути Комерц. На денешното отворање на маркетот за потрошувачите беа приредени голем број изненадувања, акции и продажба на производи по промотивни цени. Маркетот кој денес го отвараме е всушност продолжение на ланецот на маркети кои што тековно и веќе 5 години постојат на пазарот. Но мораме да се пофалиме дека е нашиот најголем и најснабден во моментов. Се разбира дека нема да биде последен. И асортимански во моментов најмногу може да понуди на македонскиот, односно пазарот во Тетово, оно што може да го побараат потрошувачите. Од сите наши добавувачи наидовме на разбирање и соработка, добивме акции кои што нудат посебни цени, нели сетови на производи кои што во редовната продажба не може да се најдат, денес може тука да се пронајдат за цена која што во трговијата го носи називот дампинг цена. Значи ќе ги добијат со рокови какви што не може да ги понуди пазарот во моментот. И нормално тоа се артикли од свежа програма, од кондиторија, од месни и млечни производи и сите тие нормално со посебни гратис производи кои што веруваме дека ќе ги привлечат за да го осетат сето она како асортиманско богатство кое што го имаме освен во овој и во другите наши маркети. Потрошувачите задоволни од понудата на маркетот и пристапните цени. Јас сум од село Валише. Смо презад доволни услугава што е. Маркетот е добар, го разгледавме, цените се приступачни. Супер е, супер. Новиот маркет во кој се вработени околу 30 на лица, освен со прехранбени производи, производи за хигиена и прибор за домаќинство, како и одел за продажба на свежо овошје и зеленчук, ќе располага и со месарница во која за потрошувачите ќе има понуда на свежо месо. Потрошувачите ќе можат и понатаму да користат Даути картичка, која нуди поволности и секако да пазаруваат производи по пониски цени. Инаку веќе функционираат 3 маркети на Даути Комерц, и тоа 2 во Скопје и 1 со локација на излезот од Тетово кон Гостивар. Утре ќе се одржи 25-тата седница на Советот на Општина Тетово. Советниците ќе расправаат и ќе одлучуваат по 14 точки на дневниот ред. Советот на Општина Тетово утре ќе одржи 25-тата седница на која ќе се избираат и именуваат представници на управниот одбор на новото јавно предпријатие за јавни паркиралишта Градски паркинг Тетово. Исто така советниците треба да ги изберат и именуваат и членовите на управниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Градски паркинг Тетово. На утрешната седница советниците ќе одлучуваат за усвојување на елаборат за собирање, транспорт и депонирање на сметот од планинските села кои гравитираат кон Општина Тетово. Пред Советот ќе се најде одлуката за прифаќање на донација од страна на турската општина Бурса. Финансискиот извештај за 3-месечното работење на јавното комунално предпријатие и план програмата на работната единица комунална хигиена се две од точките по кои ќе расправаат и одлучуваат тетовските советници. На утрешната 25-та седница на дневен ред ќе се најдат и повеќе точки за усвојување на предлог одлуката за утврдување на потреба од промена на урбанистичко-планска документација. На градскиот плоштад во Гостивар синоќа се одржа вториот поред музички фестивал што го организира Советот на млади. Настанот на една сцена ги собра младите таленти на градот од различни етнички заедници. Во Гостивар синоќа се одржа второто издание на мултиетничкиот музички фестивал организиран од Општинскиот совет на млади. Младите музичари уште еднаш докажаа дека уметноста нема граници и е најдобар начин на сплотување. Цел на фестивалот е да ги промовира вредностите што ги поседуваат нашите млади уметници и исто така ова е многу добра прилика сите тие меѓу себе да се запознават како различни припадници од различни етнички заедници, а исто така и да им пружат на народот песни кои се од
различните етникуми кои живеат во Гостивар и во таа прилика да помогнат во зближување. Новитет на фестивалот годинава беше мултиетничкиот бенд, а забавата започна со сетови на локални диџеи. Бети Јовановска, Мија Морина, Ебрар Мажар, Сарита Селмани, Ник Велјановски беа дел од музичарите кои настапија на сцената на градскиот плоштад. Ни беше организирано супер, имавме многу публика, очекуваме и ова година исто така да поминеме најубаво. Ова е еден мултиетнички настан кој се одржува втора година соред. Искрено според мене барем настан за да се здружат сите од сите седници. Музички настан каде што барем ние успеавме, се потрудивме доста добро да како и минатата година така се надам и за ова да изгледа доста убаво. Проектот им даде шанса и на младите режисери од градот да ја покажат својата креативност со изработка на видеоспот за заедничката песна од Гостивар со љубов. Идејава беше да фаќаме моменти од секојдневниот живот на Гостивар, а да им даваме прилика и на новите режисери кои можда во иднина ќе се занимаваат со снимање и со правење филмови или спотови, да ги кажаат нивните способности. Од Советот на млади велат дека мултиетничкиот музички фестивал ќе стане традиција на Гостивар, со порака дека различностите се најголемото богатство на градот. Владата на синочешната седница ги прифати измените на Законот за азил и привремена заштита со кој се предвидува мигрант што ќе ја помине границата да добие потврда дека во земјава може да остане најмногу 72 часа, пошто ќе мора да ја напушти Македонија или да побара азил. Измените според најавата од владата ќе влизат во собраниска процедура во најбрз можен рок, а се очекува законот да биде донесен до почетокот на следната недела. Со законските измени мигрантите за време на нивниот престој во Македонија ќе имаат право да користат јавен превоз. Босанските власти соопштија дека планираната посета на српскиот председател Томислав Николич на Сараево, што требаше да се оствари денеска, е одложена до подобрување на политичката ситуација. Предходно муслиманскиот член на босанското председателство Бакир Изетбеговиќ предложил посетата да биде одложена на неопределен рок се до завршување на екстрадицијата на босанскиот муслиман Насер Орич, кој е уапсен на 10 јуни во Швајцарија по меѓународна потерница распишана од Србија во 2014 година. Србија побара апсење на Орич, кој командувал со одбраната на босанската енклава Сребреница за време на војната од 1992 до 1995 година, под обвинение за воени злосторства врз српското население во Сребреница во 1992 година. Хашкиот трибунал го осуди Орич на 2 години затвор за индиректна одговорност за смртта на 7 српски заробеници и малтретирање на 11 лица во периодот од 1992 до 1993 година, но по поднесена жалба тој е прогласен за невин поради недостиг на доволно докази. Европската унија донела одлука да предложи итен план за да ја помогне на Грција да избегне банкрот, доколку земјата до крајот на оваа недела не постигне договор со кредиторите за незиниот долг, тврди во денешниот број германскиот весник Süddeutsche Zeitung. Со планот според весникот треба да се воведе контрола на финансиските одливи од Грција за да се спречи извлекување на капиталот од земјата, по примерот на мерките спроведени во Кипар за време на финансиската криза во 2013 година. Планот предвидува доколку преговорите чии цел е одржување на ликвидноста на Грција западнат во ќорсокак, од следната недела грчките банки де факто ќе бидат затворени на неколку дена за да се подготват за следење на трансакциите, а можно е да бидат ограничени и сумите на пари што ќе можат да бидат повлекувани од банкоматите, како и висините на електронските трансакции. Преговорите меѓу Грција и нејзините кредитори за време на изминатиот викенд завршија без договор, а следната рунда разговори е најавена за во четврток во Луксембург.
Најмалку 34 цивили загинаа, околу 190 се повредени во жестоките ракетни напади на бунтовниците врз области на сирискиот град Алепо, кои се под контрола на властите. Меѓу жртвите во нападите врз западниот дел од градот има и 12 деца. Источниот дел на Алепо е под контрола на бунтовниците, додека западниот го контролираат силите на сирискиот председател Башар ал-Асад и двете страни меѓусебно се напаѓаат секојдневно. Јеменскиот лидер на Ал-Каеда на арапскиот полуостров Ал-Вухаиши, кој според американските власти бил еден од најопасните во терористичката мрежа, бил убиен во напад со американско беспилотно летало, јавуваат новинските агенции. Ал-Каеда официјално не ја потврди информацијата, иако за тоа веќе пишувале некои јеменски медиуми. Поранешниот гувернер на Флорида, Джеб Буш, објави дека ќе се обиде да стане кандидат на републиканците за председател на Соединетите држави на изборите закажани за идната година. Американците заслужуваат многу повеќе по 8 години владење на демократскиот председател Барак Обама, им изјави на приврзаниците во Мајами 62-годишниот Джеб Буш, инаку брат и син на последните двајца американски републикански председатели. На неговото објавување на кандидатурата не учествуваа ни неговиот татко ни неговиот брат. Претходно беше објавено логото на кампањата Джеб, односно во него не е содржано презимето Буш. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне нестабилно со краткотраен дожд и ретки грмежи. Дуваш умерен до засилен ветер од западен правец. Утринската температура се движеше од 11 до 19, а дневната од 20 до 28 степени. Според метеоролозите утре не очекува слично време. Сончево со мала до умерена облачност, попладне со поизразена нестабилност, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура ќе се движи од 8 до 13 степени, а дневната од 19 до 26 степени. И тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.